Периодот на менопауза е индивидуален за секоја жена. Да го направиме дополнително како опкружување да ја биде едноставен и да ја биде уште поубав. Со асистент доктор Марија Јоксимовиќ од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговараме за истиот. Добро утро. Добро утро, Јована. Добро утро на гледачите. Веројатно, секоја жена, тргнувајќи од себе, сака да знае како треба да се подготви и кога ќе почне периодот на менопауза, перименопауза или предходно и оној период потоа како постменопауза наречен, но постои ли формула кога почнува и постои ли начин на кој што се диагностицира? Така, значи формула магична за тоа кога ќе настапи менопаузата не постои, односно најпрво менопаузата представува последната менструација во животниот век на жената. Тоа значи дека таа се диагностицира ретроспективно, откако ќе помина 12 месеци како жената не ги добила своите очекувани менструални циклуси. Периодот пред менопаузата, од прилика 3 до 5 години пред настапувањето на оваа последна менструација, е тој период на перименопауза, кога жената почнува да ги чувствува промените во телото, промените во менструалниот циклус, додека пак периодот после последната менструација, кој што рековме се диагностицира ретроспективно, се нарекува постменопауза. Таа постменопауза, една година откако жената веќе престанала со менструални крварења, трае до крајот на нејзиниот животен век. Како да се предвиди, како да се диагностицира. Возраста во која што се очекува да настапи менопауза, тоа е последната менструација, 45 до 55 години, просечната возраст е некаде околу 51 година. Она што ја навестува менопаузата се овие временски возрастни рамки и симптомите кои што жената ќе ги почувствува. Меѓутоа, посебен диагностички тест кој што ќе покаже кога точно ќе настане последната менструација или ќе предвиди за колку години жената ќе престане со менструалните крварења од типот на лабораториски анализи на хормоналните маркери, не се препорачени според светските упатства, затоа што истите, иако ќе дадат некои насоки дека жената навлегува во тој период, не можат точно да го предвидат моментот кога ќе настапи последната менструација, односно менопаузата и кога жената ќе влезе во постменопауза. Додека пак за перименопаузата, симптоматологијата и самата возрастна група се доволни за предпоставување дека одредени промени се должат на овој перименопаузален период, уште наречен менопаузална транзиција. Најчесто хормонални се, така? Тоа се кои што треба да се следат. Ако зборуваме за лабораториски параметри, за лабораториски параметри и лабораториско исследување, односно некакви тестирања, тоа би биле тие лабораториски анализи на женските хормони. Добро. Постои ли некој начин на следење на одредени параметри кои што ќе укажуваат и ќе покажат дека е почнат и веќе е периодот на менопауза? Дали тоа да не се гледа само на циклусот, затоа што циклусот и кажавме дека периодот на менопауза е индивидуален, знае да прекине па повторно да се појави и затоа велам често е збунувачки за жената. Да, значи параметрите најмногу се клинички параметри, а тоа е пациентката, односно жената чувствува промени најпрво во менструалниот циклус. Дали скратување на должината на менструалниот циклус, дали промени во регуларноста на менструалниот циклус, во обемот на менструалните крварења. И тие промени во менструалниот циклус се придружени со клинички објективни промени во вкупната нејзина состојба. Односно тоа се тие добро познати топли бранови. Промени во психомоторни нарушувања, промени во расположението, промени во сонот, промени во секојдневното однесување, промени во телото од типот на добивање на телесна тежина и менување на дистрибуцијата на задебелување на телото. Таквите промени во оваа временска рамка од 45 до 55 години, придружени со промени во менструалните крварења, најчесто за еден гинеколог, односно за еден лекар, укажуваат дека пациентката има промени кои што навестуваат влез во менопаузалната транзиција, односно дека ќе следи менопаузата. Она што веројатно да интересира и она што ги интересира и пациентките како тоа точно да се потврди, не постои, повторно нагласувам, точен начин на потврдување, меѓутоа доколку постојат известни сомненија или пак особено доколку истиве промени се јавуваат кај помлада пациентка пред 45, а особено и пред 40 години, тогаш во опција се вклучување на лабораториските параметри на гонадотропните хормони и на женските хормони естроген, прогестерон, за да се утврди дека има флуктуација, односно промени кои што покажуваат дека овие промени во општото добро на жената се поврзани со влегување во периодот на менопаузална транзиција.
Докторка, затоа велам и на почеток на разговорот дека е потребна голема поддршка за жената, поради тоа што и вие во одговорот кажавте дека многу промени поминува и грижата за нејзиното ментално здравје, анксиозноста, депресијата, промените во расположение, тие се пропратни промени велите и во тежината, предпоставувам кожата, косата, коските, тежината, се тоа оди пропратно. И сега прашањето е, дали менопаузата го зголемува ризикот за срцеви болести или за остеопороза? Така, значи, ако зборуваме за перименопауза и менопауза, тоа е период кога жената се уште ги има женските хормони. Менопаузата настапува поради трошење на оваријалната резерва, намалување на пулот на јајни клетки, а оттука намалување на хормонот кој што целиот животен век ја штити жената и ја прави супериорна во поглед на кардиоваскуларни заболувања, на здравје на кожа, коса и ногти, додека пак после менопаузата настапува периодот на постменопауза. Овие промени кои што ги спомена, кардиоваскуларни, генитоуринарни проблеми, проблеми со изгледот, проблеми со задебелувањето, се проблеми кои што најчесто се проблеми на периодот на постменопаузата. Постменопаузата се дели на рана постменопауза, тоа се првите 2 до 6 години и после 6 години пациентката влегува во таа доцна постменопауза се до крајот на нејзиниот живот. Да, импликациите врз севкупното здравје се значителни, а тоа се освен овие промени кои што претходно ги имаше во перименопаузата, меѓутоа тогаш таа ги чувствува само субјективно, заради тоа што почнуваат да варираат хормоните. Во постменопаузата веќе нивоата на естрогенот, хормонот кој што најмногу го штител до тога женското здравје, го нема. И тука почнуваат промените по ризиците, по кардиоваскуларниот систем, поради тоа што намалените нивоа на естроген водат до промени на липидниот статус кај пациентката, промени во коскениот метаболизам, поттаму се јавуваат ризици за остеопороза. Естрогенот влијае на васкуларизацијата на генитоуринарната арија, па од тука се јавува и намалена васкуларизација, тоа води до генитоуринарна атрофија која што може да ја придружена со уринарни проблеми, почести уринарни инфекции, вагинална сувост. Намалените нивоа на естроген не се исклучиви, односно тука имаме намалени нивоа и на тестостерон, тоа се врзани процеси на ендокринолошки, на создавање на хормоните, па од тука жените имаат и намалено либидо. Секако присутни се промените кои што ги спомена на со опаѓање на косата, централната дебелина, односно задебелувањето во централниот дел на телото околу стомакот, и сите тие работи се индивидуални. Тоа е она што го препорачуваат и светските асоциации да се согледа од страна на пациентите и од страна на пружителите на здравствена грижа, дека пристапот треба да биде индивидуален, затоа што и промените кои што во еден куп вака ги ставаме, промени на кардиоваскуларен систем, на коски, генитоуринарни проблеми, не ги има секоја жена и не ги има во ист опсег. И не ги чувствува, односно прагот на осетливост и на издржливост на тие проблеми не е ист кај сите. Според искуството и она секојдневно што го имате со пациентките на клиниката за гинекологија, дали хормонската терапија, која што често слушаме дека се препишува, дали таа има некои предности, односно помага во овој период, постои ли некои пак ризици од истата во овој период, природни начини, суплементација, дополнително, дали се препорачува? Вака, хормонзаместителната терапија е нешто кое што е огромен проблем кај нас на Балканот, во нашата земја, а проблем во смисла на достапноста, на препораките кои што ги даваме за хормонзаместителна терапија и на нејзината употребливост, односно употреба од страна на пациентите. Да, постои индикација за хормонзаместителна терапија и таа најмногу влијае на ублажувањето на симптомите особено на перименопаузата. Хормонзаместителната терапија одлично влијае и на подобрување на известни ризици од намалените нивоа на естроген, меѓутоа не во целост може да ги спречи, односно да ги намали ефектите по кардиоваскуларниот систем, ефектите по остеопорозата или по генитоуринарниот синдром. Што значи тоа? Хормонзаместителната терапија треба да го заземе своето место и треба да се препорача особено да се дава кај пациентите кои што имаат изразени симптоми. Тие вазомоторни симптоми, промени во расположението, промени во сонот кај пациентките се најчесто во перименопаузата, меѓутоа и по менопаузата кај известна група на пациентки може да траат дури до 20 години по последната менструација. Значи хормонзаместителната терапија е најефективна за ублажување на овие симптоми. Во однос на нејзиното препишување, истото треба да биде индивидуално заради тоа што одредени ризици на основ на податоците кои што од пациентката ќе ги добиеме, како нејзини лични карактеристики, фамилиарна анамнеза, може да влијаат на зголемување на одредени ризици, на пример, ризикот од карцином на дојка,
ризикот од карцином на ендометриумот, доколку се само со една компонента на хормоните, само естроген без прогестерон, доколку долго време се примаат, доколку пациентката има фамилиарен ризик за истото, а исто така го зголемуваат и ризикот доколку се во одредена форма дадени за венски тромбемболизам. Ова звучи можеби застрашувачки, тие ризици треба да бидат пресметани, искалкулирани и да биде дадена адекватната форма, доза и форма на истиот медикамент. Од причина што, например, за венски тромбемболизам, тромбоза и емболија делуваат нели страшно. Меѓутоа, доколку се употреби кај пациентката има навистина индикација за хормонзаместителна терапија, наместо оралната рута, трансдермалниот, тоа се лепенки кои што ги ставаат пациентките, трансдермалната употреба на хормонзаместителна терапија има помал ризик од венски тромбемболизам. За уринарните проблеми и генитоуринарниот синдром, апликацијата на вагинален естроген, наместо да примаат апчиња, односно орална терапија, исто така многу помага. Меѓутоа, освен хормонзаместителната терапија, она што е светска препорака на упатствата е тоа дека жените кои што се веќе во перименопауза, а особено во постменопаузалниот период, треба да започнат со промени во животниот стил. Промените во животниот стил се нешто што веројатно те интересира. Да. Па да, следното прашање во делот на исхраната, на физичката активност. Читав доста на оваа тема, се подготвував за разговорот и вели дека особено физички активни треба да станат жените кога ќе завршат со репродуктивно кога ќе се остварат. Кога ќе се остварат и кога ќе решат дека повеќе нели не сакаат репродуктивно да се остваруваат и дали е тоа вистина така дека тогаш треба да се започне со физичка активност за грижа на телото поради ефектот кој што го имала за време на можеби еднашка родила два пати, како и да е, телото се изместило од она како што било претходно, да не кажеме се деформирало, неубаво звучи, да, си има убави на тоа. Дали треба веднаш да почне со вежбање, со спортување од било каков тип, или доколку почне кога ќе влезе во перименопауза и менопауза, тоа дополнително може да има контраефект од оној кој што треба во суштина да го има вежбањето. Малку недумици имам околу оваа тема. Вака, современиот начин на живот некако е многу седентарен начин на живот, односно физичката активност во секојдневното движење, употребата на автомобили, седечката активност на работа е нешто кое што фали во секое животно доба. Значи, од децата цел ден заробени пред екраните, пред телевизорите и мобилните телефони, па се до тоа возрасно, односно најубаво доба. Да, физичката активност не менува кога ќе се почне, колку порано да се почне и колку поактивна е жената во тек на незиниот живот и пред репродуктивното остварување, и во тек на репродуктивното остварување, и по овој период, односно во перименопаузата и постменопаузата, физичката активност е една од главните препораки која што помага не само во олеснување и подобрување на симптомите, туку во подобрување на севкупната состојба и здравјето на пациентката. Промените во стилот на исхрана, заедно со физичката активност. Промените во начинот на кој што се внесуваат определени суплементи и промените во перцепцијата, значи зборуваме за физичка активност, за исхрана и за психолошка помош за пациентките, се триесот кој што помага не само полесно да се помине овој период, туку симптомите да се ублажат и да има одлични ефекти на кардиоваскуларниот систем, на коските, на здравјето, на целокупниот здравје на телото. Добро, зборувавме за делот на физичката активност, но има еден сегмент кој што често знам да го прочитам, особено по оние женски групи, како совети меѓу себе. Вистина ли е тоа дека многу лесно можат жените да забременат во периодот на перименопауза, па и во периодот на менопауза? Па тоа е еден од големите митови за менопаузата. Значи, менопаузата како термин го користиме за сите тие три периоди, односно перименопауза, менопауза и постменопауза, дека пациентките во тој период не можат да забременат. Не, тоа не е точно, односно пациентките навистина неочекувано, па навидом и лесно може да забременат, заради тоа што за да се оствари, односно да се случи една бременост, потребна е само една јајна клетка.
концептот дека нема забременување заради тоа што пулот на јајните клетки е намален и тоа е тоа што ги предизвикува и тие перименопаузални симптоми, тие отсутни овулации, односно го нема тој дел од менструалниот циклус кој што одржува еден баланс на целокупниот менструален циклус и целокупното здравје на жената. Но ако се ретки или поретки, тоа не значи дека овулациите ги нема. Значи, мит е дека бременост не може да се случи во перименопаузата, бременостите како може да се случи, поттука се и препораките да пациентките кои што во тој период немаат заштитени сексуални односи, а не сакаат да забременат, да користат и контрацептивни методи за да не забременат. Кога зборуваме за митови, има ли уште некој мит кој што не го знаеме, вие секојдневно се среќавате со истиот? Митовите не се некои кои што со кои што ние се среќаваме во нашата работа во амбулантите. Во делот на прашањата. Да, тие ги има во домовите, ги има на улица, ги има по медиумите, ги има секаде. Еве по вие групи, по Facebook и така. Митот стои уште од минатиот век, од минатите векови кои што навистина биле различни од овој 21 век, а тоа е дека еден од нив беше за забременувањето, дека жените завршуваат со животот, дека жената се претвора во нешто различно, во баба, може да го каже тоа. Не, постменопаузата. Постарува многу брзо. Да. Постменопаузата е нешто на кое што ако се отпочне уште од тој перименопаузален период, со начинот, со стилот на живот, со следење на препораки, ако треба и со вклучување на хормонски и нехормонски терапии, е период кој што е навистина посебен за жената. Тоа е ново поглавје. Тоа е ново поглавје. Тоа е една физиологија, тоа е биологија, а не болест. И постојат многу опции за жените, особено ако се придржуваат до овие препораки за промени на животниот стил, настрана од медикаментозните подпомагања онаму каде што истите се индицирани. Неколку пати ја споменавме поддршката, но ајде на крајот на разговорот, да не биде само женски разговорот, да кажеме колку е важна поддршката од партнерот или од оние кои што се најблиско обкружување. Огромна, заради тоа што еден од најголемите проблеми, освен сето ова што го набројавме и што е врзано со доктори, со медицина, со болници, со амбуланти, е тоа психолошко нарушување. Тие може да бидат од на мал опсек, да промени во сонот, до нарушување од типот на сериозни депресивни состојби. Оттаму и освен хормонска терапија, промени во животен стил, светските асоцијации препорачуваат и когнитивно-бихевиорална терапија, а тоа значи постојани разговори со психотерапевти, а онака како што се препорачуваат разговори со психотерапевти, каде најдобро би започнала психолошката поддршка, ако не во домот, ако не од најблиските, ако не од партнерот, ако не од семејството. Така да таа поддршка и тоа разбирање дека жената само поминува низ еден период, кој што многу полесно ќе го помине ако сите околу неа тоа го прифатат дека тоа и се случува. И има начини на кои што тоа може да се ублажи, односно начин на кој што тоа може да стане нормално, е многу подобро и за жената и за семејството во кое што најчесто жените се столб. Да, се. Билам да не го завршиме женски разговорот, но едноставно потребата беше таква. Благодарам докторка, асистент доктор Марија Јоксимовиќ од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговаравме за периодот на менопауза, но и пред тој период, но и по тој период, за убавината на жената која што има во тоа ново подглавие од животот.